Македонија никогаш не изгради заеднички став во однос на Бугарија. Политичките аналитичари децидни дека власта одлучува сама по прашања за кои треба да има национален консензус. Кога удира во зид, бара вклучување на опозицијата. Истите тие кои ги игнорира кога преговара и договара со соседите и меѓународната заедница. Францускиот предлог беше идеален за создавање национален консензус, како таков, дури беше и најавен со широки консултации кои пропаднаа за 3 дена и ги прифати ословувањата, вели политичкиот аналитичар Кржаловски. Председателот Пендаровски од Мадрид изјавата, кога рече имаме нов предлог, не е баш нов, малце модифициран од стариот, дали е доволно добар, ќе отвориме широка расправа и ќе треба да решиме. Владата се надоврза на тоа со отварање на широки консултации, за жал после 3 дена ги затвори консултациите, односно се определи за прифаќање на предлогот и потоа беше убедување сите други да го прифатат. И не се гради така ниту единство, ниту консензус и затоа сме сега во оваа каша во која сме доведени. Неединството во прифаќањето на францускиот предлог, односно игнорирањето на предлозите од опозицијата, доведоа и до неединство за внесување на бугарите во Уставот. Повторно ќе се делиме, бидејќи се убедувањето е нели ВМРО да гласа за ова, а него ни прашале на времето да го прифати предлогот и наместо да биде реална расправата во собранието што се случи во јули за прифаќање на предлогот, се заврши пак со надгласување со потребното просто мнозинство, наместо да се изгради национален консензус. Наспроти Македонија, бугарските политичари секогаш беа единствени дека без исполнување на условите, Скопје нема ниту педа да мрдне кон Брисел. И покрај несогласувањата во Бугарското национално собрание, сите гласаа за поставување црвени линии за македонските прашања и не ги пречакорија. Во Бугарија истиот тој предлог се прифати со само 4 гласа негласани. Сите други гласаа за. Колку и да не им се свиѓал. Ама очигледно ги постигнале целите национални и нивната стратегија и сите црвени линии и сите го прифатија. И последнава декларација пред да се укине собранија беше за Македонија само еден глас воздржан против беше. Сите други гласаа за. Значи, така е изградено националното единство. Сите знаат што треба во однос на Македонија. Ние не знаеме што треба да браниме во однос на Бугарија и понатаму. И нормално ќе губиме стално, бидејќи таму гледаат и европјаните дека таму имат зид, дека таму никад нема да се смени тоа, така да удри по слабиот. Бугарите во овој момент настапуваат со две опции. Правата на бугарите и клубовите и внесување, што е дел од преговарачката рамка, влез на бугарите во преамбулата. Те играат во медиумите, создаваат провокација, каде што нашите граѓани и новинари нормално реагираат револтирани, тие постигнуваат целта. Дека македонската влада сама преговара за националните прашања и не се консултира дури ниту со граѓаните, доказ беа масовните протести против францускиот предлог. Мнозинството македонски граѓани не се сложуваат ниту со условувањата кои ги доби Македонија на патот кон Европската унија, односно внесувањето на бугарите во Уставот, па затоа немал дел го променија мислењето и преминаа на страната на евроскептици.